Секој од нас има своји ставови. Секој од нас има некои работи што му стојат и што вика, ова јас го верувам, или врз тоа си ги поставувам некои мои одлуки, решени или нешто таму во животот. Секој став што го имаме денеска, секој став кој ни е, да кажеме, главен или примарен или основен или правиме нешто со него, е нешто кое го имаме и кое сме го стекнале заради тоа како не учеле како мали, што сме разбрале, колку сме научиле, дали сме биле во црква, дали не сме во црква, дали некој ни кажал вака или онака нешто за Господа. Требало да разбереме некои вистини во врска со Бог, во врска со животот, во врска со работата која работиме, со работна етика, се едно е што ќе кажете. Ама сите сме имале на некој начин можност да развиеме некои своји уверувања или како да ги кажам ставови. Со еден збор, секој од нас го има она што го нарекуваме со еден збор светоглед. Светоглед ви е филтер, всушност, преку кој поминува се што правиме и се што размислуваме. Светогледот ви е филтерот преку кој ги гледате стварите. Ајде така да кажем. Кога ќе видите нешто што се случува во општеството, гледате на него и викате, вие веднаш давате тумачење. Ево, тоа е тоа. На кој начин? Например, гледате дека некој вози скапа кола. Некој реагира, вика, гледа го крадецот. Другиот ќе рече, види колку човекот успеал да заработи. А некој ќе рече, татко му е купил. За истата работа, секој ќе стави филтер и према него ќе си ги види сите други ствари наоколу. Тоа е филтерот преку кој гледаме се околу нас. Јас денеска сакам да погледнеме нешто во Исаја, од 44 глава, каде што ќе дојдеме таму од 9 до 20 стих, ама сакам пред тоа да спомнем и нешто друго. Како што има секаков светоглед, што викаме личен на секој од нас, има нешто што го нарекуваме христијански светоглед. Христијански поглед на светот. Филтерот кој го ставаме пред нас, демек треба да биде христијански, библиски. Библијата треба да биде филтерот преку кој ќе ги погледнеме сите ствари. Со други зборови, треба она што го правам во животот да се согласи со моите зборови. Сега имавме тинејџерски камп минатата недела, беше стварно убаво, супер беше. Зборувавме со тинејџерите како нашите зборови треба да се совпаднат со делата што ги правим. Како она што го исповедам, треба да се преточи во секојдневие. Треба да го видат другите околу мене. Ако кажам за честност, за доброто, за доблест, ако зборувам, треба да се види. Нели, тие две работи одат заедно. Бидејќи нашиот светоглед, нашето уверување не е само некоја внатрешна филозофија. Таа е основата за секое дело, за се што ти и јас ќе направиме воопшто во животот. Уште повеќе, како што некои попаметни од мене тоа го кажале, тоа го читав од неколку автори, или сите препишуваат, или сите до истиот заклучок дошле, секој светоглед во крајна линија не води да обожуваме нешто. Секој светоглед не тера да обожуваме едно или друго. Па ќе речем, ако филтерот ми се парите, ги обожувам нив. Ако филтерот ми е жената или фамилијата, тоаш ги обожувам нив, ги ставам на прво место. Се она што ќе го измести Бог, Библијата вика дека е идол, нешто. Во однос на христијанскиот светоглед, филтерот би требало да биде ти и јас сме создадени по Божјо подобие, на Божја слика, и заради тоа нашиот живот мора да го одрази Господ. Односно како ние Господ го гледаме или како ние читаме и учиме за Господ од самата Библија. Минатиот месец го читав пророкот Исаја за тивкото време. И многу беше интересно за мене, има многу работи што ги знаеме. Има 20 на 30 стиха од Исаја кои сите ги знаеме. Ако ви кажем, ќе речете Исаја ги зборува. Ама имаше многу работи за мене кои ми беа стварно онака нови и интересни и затоа сакам една да споделам со вас. 44 глава, 9 до 20 стих. Видете што вели во писмото. Вика вака: оние што прават идоли, сите се ништожници. Нивните скапоценности не донесуваат никаква корист. Тие самите се сведоци за тоа. Тие не гледаат, се мисли на идолите, ниту разбираат и затоа ќе им бидат за срам. Кој прави Бог и излева идол, што не донесува никаква корист? Сите учесници во тоа ќе бидат посрамени, зашто и самите мајстори сепак се луѓе. Сите тие нека се соберат и нека застанат, тие ќе се уплашат и сите ќе бидат посрамени. Ковачот го прави од железо, со чекан го мазни и се труди над него со силната рака своја до толку што прегладнува и премалува, не пие вода и изнемоштува. Дрводелецот, откако ќе одбере дрво, влече по него линија, со остар алат го исцртува, потоа изработува лик на убав човек, за да го постави дома. Сече кедри, зема бори дапко и ги одбира меѓу шумските дрвја, сади јасен, кој дождот го прави да расте и тоа му служи на човекот за оган, а дел од него употребува да се топли, да запали оган и да пече леп. А од него прави и Бог и му се поклонува. Прави идол и паѓа ничком пред него.
Дел од дрвото изгорува во оган, со друг дел вари месо за јадење, си пече печено и јаде до наситување, а исто така се грее и вели, добра е, се сгреав, почувствував топлина. А од остатоците прави Бог, свој идол, му се поклонува, паѓа ничком пред него и му се моли, вели, спаси ме, зашто ти си мој Бог. Не знаат, ниту разбираат, заслепени им се очите за да не гледаат и срцата нивни за да не разбираат. И не го зема тоа при срце, ниту има до толку знаење и разум, па да каже, половината негова изгорев на оган и на јаглен од негов испеков хлеб. Сварив месо и јадев, а од остатокот зар ке направам одвратност, зар ке се поклонувам на парче дрво. Тој се храни со пепел. Измаменото срце го довело до заблуда и не може да ја ослободи душата своја и да рече, не ли е измама тоа што е во десната рака моја. Ова е еден многу интересен и шокантен текст за мене. И сакам да го разгледаме и да видиме што тој значи за нас во однос на нашиот светоглед и во однос на тоа што обожуваме, или со други зборови, кој ни е идолот, или што ни се, или какви ни се идолите. И во последните стихови тука има една одвратност кај Господа. Вика, зар ке направам одвратност, зар ке се поклонувам на парче дрво. И следниот стих тука вели, тој се храни со пепел, со други зборови со измама, со лага. Не го јаде тоа што е вистинското, јаде нешто што не може да го задоволи, да го голтне, нешто што го довело во заблуда. И толку е измамен себе си, што пак ја повторам стихот, вели тука, не ли е измама тоа што е во десната рака моја, со други зборови си го држи идолот во рака и не му текно да каже, па не ли ова измама? Немојте да мислите само кипче на Буда или слонче за, нели, за да ви донесе, шта знам, изобилие таму. И штедната книжка, и касичката, и тапијата за брак или за не знам се што и така натаму и така натаму. Многу работи може да бидат идол. Поентата е што го држиш вика во твојата рака и кој викаш, ова треба да ме спаси, стварно ќе ме спаси? Не, нема да ме спаси. Како ќе размислуваш, што ќе кажеш на тоа? Ова е страшен збор, страшен текст кој зборува за оваа човечка безумност. Навистина ќе размислам малку повеќе, ама основното прашање кое неколку пати ќе го повторам, што сакам да го размислувате прво за себе, па после за другите ова. Што треба да се случи кај човекот за да дојде до оваа точка на безумност? Како може човек од здрав, прав, нормален, паметен, одеднаш да забега во безумие? Ова е еден многу убав опис што го дава тука Исаја. Пророкот почнува со проповед всушност тука. Оние што прават идоли, сите се ништожни. Дава еден факт. И ќе се сетите, јас неколку пати спомнав и кога зборувавме за Илија, во онаа проповед што ја има на YouTube, кога зборував за Илија, зборував за тоа дека Библијата има две страни кога зборува за идолите. Од една страна идолот е ништо. Парче дрво, парче камен, апсолутно ништо не. Од друга страна има сила зад него, кој е сатанат и неговите демони, кои всушност ги држат луѓето после во тој страв, кои ги држат во таа, нема да кажам за беганост, ама што ги држат во робство. Ајде, така да кажеме. Значи, од една страна, вика сите се ништо, џабе прават, вика дрво. Сечат, прават, коцки прават, изобличуваат, прават некои облици. Не е важно. Ништо се, вели тука Исаја. Ама се едно многу опасно ништо. Најблиското нешто што може да ви го опишеме ова, отидете на лекар, знаете дека не ви е добро и ти вика се е во ред со тебе. Ја се е во ред, ама нешто не е окей, па ние не можеме да најдеме. И овде е истата работа. Идолот е ништо, ама зад него стои таква сила што прави страшно лоши работи. Бидејќи идолот е сам дрво, камен, скапоцен метал, како сакате, се едно што ќе биде, ама осудата за нив е страшна кога ги сметаме за представа на Бог во кој веруваме. Тоа е осудата што е овде. Имаат очи, имаат уста, имаат уши, барем на обликот нивни, ама нити зборуваат, нити слушат, нити може да направат нешто. Тоа го видовме, ќе речам со пророкот Илија, нема да се вратам таму. Ама сатаната ги користи идолите да ни го сврти погледот од Бог. Тоа е неговата главна идеја, тоа е неговата главна цел. Тоа е оно што прво и важно го прави. И овој текст и на почетокот и на крајот зборува за тоа дека оние што се надеваат на идоли треба да се засрамат. Кој е твојот идол? Ти знаеш. Кој е мојот идол? Јас си знам за себе. Не е кип дом. Сигурен сум кај сите кај вас да свртам дома, нигде нема да најдам кипче, идолче, некој на кој му принесувате жртви, му палите свеќа или не знам му давате храна за јаде. Ама идоли имаме сите, за жал. И вика треба да се засрамиме. И тоа е многу тука важно, бидејќи кога ќе рече Библијата идолите се ништо, едно многу опасно ништо, и кога ќе продолжи ќе рече нити гледаат, нити слушаат, ништо не прават, тогаш доаѓаме до еден заклучок. Ако некој го направил, не може да биде Бог. Значи, ако некој нешто направил, тоа нешто не може да биде Бог. И ако вака разговарате со овој уметников за кој зборува тука Исаја, тој ќе каже така, во право си не е Бог. И следниот чекоре му се поклонува
на тоа исто за кое ќе рече јас го направив. Јас го нацртав, сега му се поклонувам. Јас го изработив, јас му се поклонувам. Еве како да знаеш дали нешто е Бог или не. Ако ти го направиш, сигурно не е. Ако тоа тебе те направило, тогаш е Бог. Така барем, тоа е едноставното. Пак ја речам, во прва книга Царства зборувавме за Илија, за пророците, таму беше апла очигледно дека има лажен Бог. Ама сатаната преку идолите секојаш ги држи луѓето заробени. Тука исто читаме дека и во работата, во уметноста не се смениле многу работи. Човекот се мачи, ќе земе метал, па го обликува, па го дотерува, или ќе земе дрводелец. Добро, денес не работат можда со масив, работат со иверка, ама пак треба се помачи, да го нацрта, да го исече, да го дотера, да го скоцка, да го склопи. Да се радува на тоа што го направил, да каже направив нешто убаво. Нели? Секој работник, секој занаетчија сака да се радува на своето дело што го направил. Никој не вика направив ред да ради. Секој сака да му се израдува. Тука. И на крајот вика ковачот го кове од железо, со чекан го мази, се труди. Толкав труд става, вика тука словото, што вика премалува. Лепне јаде, вода не пие, сака да го заврши, да покаже, гледа, ево го завршеното, убавото нешто. Ке капне од работа. Има напор, има посветување. И сега доаѓа шокот. Тоа, сета таа мака цел тој труд го става за да направи нешто убаво, на кое ќе му се поклони. И тоа забележувате како лесно оди расказот. Во првиот момент си убав, си работиш, си тераш, си ги бркаш работите и завршуваш идолопоклонство. И никаде нема прекин во сето тоа. Зема, бори, даб, кој ги одбира меѓу шумски дрвја, потоа зборува таму дека сади јасен, вика, го дотерува, го прави. Нема ништо лошо во работата, се додека не прашаш зошто го работиш ова. Ако работам и кажам дека ако не работам, ќе умрам од јадење, ако јас со овие две раце не направам нешто, нема за мене спас, тогаш работата станува идолопоклонство. Господ ги дава сите добри дарови. Не да мрзаме, да лежиме како мрзливи, ама Господ дава се што е добро. И тука се случува оној скок, што е за мене шокантниот. Како се случи скокот? Како? Заради тоа што одеднаш ние доаѓаме од ситуација на човек што е најнормална работа работи, до човек кој изработил кип на кој му се поклонува и кој го обожува. И ако се замислите и разгледате наоколу, може би ќе забележите дека најголемиот дел од идолите имаат човечки карактеристики. Раце, нозе, очи, уши, нели, гледат да ги направат. И обично она што идолот треба да го помогне, најмногу се истакнува. Нели, погротескно може да ќе стане, ама тоа е тоа. Во Стариот Завет имавме многу култови, најчесто култови на плодноста се гледаат, таму ги имаше и така натаму, ама култови идоли колку ви душе сака. Овде вели дека сече дрва и сади јасен. Нас во Струмица, еден роднина ни даде стебло, фиданка, како се вика од јасен, ја посадивме пред неколку години, сега има скоро 4 метра висина. Ја гледам како расте. И замислете во еден момент, сега го сечам и правам кип. Кам леле колку има сила во него. Што сила има? Кој е, од каде, што ќе излезе? Човекот во Исаја може би го посадил дрвцето, си почнал да си работи, и му затреба дрво, за огрев, за храна, за јадење, за пиење, да го сготви. И пак ја речам, она што е за мене најзастрашувачко во овој текст, е што нормалното и умното и паметното е толку близу со безумството, што просто не можеш да ја видиш границата. Он почва дел гори, со дел си готви, нели знаете како беше на дрвен шпор. Нема ли дрвени шпорови во Израел во тоа време, ама ево во денешно време дрвен шпор. Гори да се изгрее, гори да се стопли, го става на скара, си пече и едно парче ќе си одвои и ќе си направи идол. Пола там, се си тече без никаков проблем. Со остатоците прави свој бог, свој идол, му се поклонува паѓеничко пред него, вика, и му се моли велики, спаси ме, зашто ти си мој бог. Ај објаснете ми, ќе речете тоа беше во минатото, ама ај објаснете ми вие мене денеска. Како може човек нормален, паметен, писмен, а ретко да најдеш неписмен човек веќе. Луѓето сите имаат средна школа, речиси сите имаат факултети и се повеќе и повеќе. Како е можен денешен, рационален, разумен човек со факултет, со памет, со се да верува дека во еден миг ако фрлам нешто во Вардар, одеднаш станува лековит и 2 минути покасно станува после повторно толку отровен што не смееш да загаздиш во него, а не па да го пиеш. Ајде да ја подсетам на нешто што беше неодамно. Ајде. Како е можно некој
паметен, нормален човек да отиде на извор на вода и ќе каже ова извор е лековит ако направам ова и ова. Или ќе се молам пред таа икона, пред тој кип, или пред ова, или пред она, и да верува дека ќе му се случи нешто. Ако ви рече, ама јас се молам на тоа што е зад него, тоа зошто ти е? Моли му се директно на Бог. Ако каже, ама јас не го гледам тоа така, па како го гледаш? Па така останало. Ако така останало, имаме проблем. Сериозен проблем имаме. Од многу други работи. Треба да се создаде еден вид на светоглед, на став. И ставот овде е, јас не ќе да размислам, се дека може би имам шанса ова нешто да ми помогне. Тоа е една од причините, мислам, зошто се случува. Замислете си да имате шанса да правите муавет со човекот во Исаја 44. Го гледаш што прави, ми кажеш, извинете, прашам нешто, се прашам. Ти го постави дрвцево, аха, ја го постави дрвцево. Ти го одгледа. Правеше скара пред малку, прави. А ова парче направи кип, направи. И само се кланяш, аха. А кај ти е логиката? И одговорот, што мислите, кој е? Може да ќе ти каже, ама осветен е, ама така било од секој пати, ама ми треба да си имам кип, ама јас мора да го гледам тоа на кое треба да му верувам и така натаму. Ќе си најде некој објаснување. Ама ако го прашаш, добро, разумно ли ти е тоа? Има ли логика? Не барам духовност тука. Не сакам духовност, не сакам вера, не сакам свети дух. Има ли логика, кажи? Човек каже, нема, ама, ке ми треба за нешто. Не знам. Ама ти му се поклонуваш. Ти го направи. Твое дело е, ти му викаш, ти си мој Бог. И ако ова не ве шокира, не знам што може да ве шокира. Немојте да мислите дека тоа го има само кај некој, тоа го има кај секој од нас. Моментот кога мислиме дека ова може да ми биде од поголема помош отколку Бог. Она кон кој ќе се обрнам пред да свртам прво пред Бог за помош. Леле, иче ми јарно, чекај да се јавам на другарот да ме примат во болница. Јас не викам, молете се, не одете во болница. Викам, Господи, помогни ми и ќе се јавам на некој. Ако Бог ми е секундарен, терцијален во секој проблем, тогаш нешто друго ми е идол. Тогаш нешто друго треба да ми помогне да го решиме тоа. И тоа е резултат на човековата грешна природа. Грешна природа на човекот го прави тоа. Сади, расте, сече, се мачи и на крај ќе го обожува. Ајде да не мора сади, расте, сече. Почнува бизнес, тера бизнес, брка бизнес, живе од бизнес, ужива во бизнес. Само бизнесот е важен. Христијански работник, само христијанската работа му е важна. Ништо друго не е важно. Не работиме за Господ. Ние работиме, ама за да покажеме колку работиме, а не за Господ да добие слава. Повторно идолопоклонство. Ама Боже за тебе работа. Не, ти работи за себе во моје име. Некако. Така барем звучи, изгледа работата. Да се ставам и себе во цел тој куп. И сега му вика, како е? Свести се. Свести се. Разбери го. Не го зема, вика, тоа при срце. Ниту има до толку знаење и разум. Едноставно, на крај паметне му доаѓа да каже, абе, ти ја купи иконата вчера на пазар. Абе, ти Богот го купи завчера онама. Си го стави дома. И само се поклонуваш? Да. А колку и да бил скап, не може да ти даде повеќе од колку што си му дал. Перпетуум мобиле не постои, нели? Тие работи. Тоа не може да се направи. Жално е. Човекот се сеќава на убавите работи, се сеќава на тие фини нешта што му ги дало дрвото, гледај колку ми даде утеха, ми даде топлина, ми даде храна, ми даде се, ми дава мир духовен и така натаму. Тој скок е страшен. И ова го зборувам денеска за секој, јас и ти да си го видиме тоа прво во себе, и потоа да го видиме кај некој друг кога е отстрани да кажеме, еј, дај да те прашам. Прашајте го. Него или не. Зошто тоа го правиш? Малтене, тука на еден момент мене ми личи, гледав неколку преводи, како мисли човекот сам со себе муабет да си прави, за да се увери себе си и тие околу него дека е логично тоа што го прави. Не го зема се срце, нема толку знаење и разум. Како, јас се дебатирам, па добро ден, можда не е најдоброто решение, ама сепак не е ни толку лошо, па чекај, што мислиш, како мислиш? И падаве вратам на прашањето, што треба да се случи кај човекот да се доведе себе си до оваа точка на безумност? Што треба мене, тебе да ни се случи? Не знам дали сте размислувале, што се треба да се случи да дојдеш во таа позиција кај што беше овој човек тука во расказот.
Ајде да се обидеме заедно да дојдеме до некакво разумно објаснување, бидејќи ако дојдеме до некое разумно објаснување за себе, веројатно ќе може да го дадеме и за некој друг кој ќе се соочиме или кој ќе дојдеме со него. Плюс, и јас и ти пак ќе речем, размислуваме сега цело време за тоа дали јас и ти си правиме некои идоли. Дали има нешто такво. Хајде да ве вратам малку на малце историја. Некаде 18-19 век, најчесто, христијанските земји во светот, кои кажам христијански, не мислам новородени, обратени, библиски христијани, меѓутоа земји во кои христијанството било доминантна религија, така да и кажеме, се однесуваа како тие да се единствени во светот. Се што беше наука, се што беше техника, се што беше книги, се што беше писменост, се што се случуваше во нив и сите други беа безбожници, никакви, заборавени, уништени, неписмени и така дале и така дале. Се појави империите. Британската империја, Шпанија, нели, Португалија, кој имаше таму други? Холандија исто така се појави, точно така. Се појавија тие и почнаа да одат по светот, почнаа да испраќаат она што се нарекува истражувачки друштва. Патем National Geographic започнува во 1888 година. Прв пат излегува списанието во тоа време. Зошто? Затоа што луѓето тргнале да истражуваат. Сакале дома да донесат информации што се случува во тие екзотични, тајни, чудни земји некаде таму далеку. Гледале црни, жолти луѓе, црвени луѓе, гледале различен облик на лице, гледале различни култури, различни работи и одеднаш, гледајќи ги сите тие ствари, одеднаш разбираат дека на тие луѓе треба да им пренесеме ние христијанство. Всушност, ако ја читате историјата на христијанската мисија, ќе сватите дека многу голем дел од времето луѓето христијани викале, како што му викале на Вилијам Кери, викале млад човек, ако Господ сака да ги спаси тие луѓе во Индија, ќе пратил таму мисионери. Нема тебе те прати, ќе пратил некој. Што ти е гај? Зошто така? Затоа што ни викале, ние сме си доволни сами на себе, ние сме си стрекни сами за себе, никој не интересира. Ама, тука некаде на крајот на 19 век започнуваат мисиските друштва. Започнуваат мисии, луѓе кои одат во други земји, не за колониализам, како што сака да каже после социјализмот или комунизмот, туку затоа да го пренесат Евангелијата. Единствен начин да се пренесе Евангелијето, бидејќи слово на книгата, било да се описменат луѓето. Најголемиот дел од азбуките во Индија што се користат денеска биле кодифицирани од мисионери. Албанската азбука, нашата тука во комшилукот што ни е кодифицирана од христијанин протестант. Ако не сте знаеле, прашете ме после. Герасим Киријаси. Значи, современата мисија за прв пат ги довела луѓето дома, ај така да кажем во христијанските земји наводници, со луѓе кои имаат различни учења, со луѓе кои обожуваат богови, кои обожуваат кипови, кои обожуваат идоли, и луѓето одеднаш се најдоа, имало и такви. Од друга страна, се појавија небиблиски ставови во христијанските земји. Ставови кои почнуваат да викаат, ние можеме да удриме контра на Библијата и ништо да не ни стане. Ние може да викаме, нема Бог, има Бог, нема Бог. Патем речено, дарвинизмот не се појави од чиста мира. Пред дарвинизмот имаше куп филозофи кои кулминираа со Дарвин, кои патем речено сакаше во црква да го погребаат на крај. Одете во Англија, погребане во црква. Ако стварно верувал во својата теорија, немаше да баре во црква да го погребат, од прав дошол, од прав заминал пријател. Ама пусто да не се најде, не дај Боже, нели? Таму е. Тука. Секој можеше да гради и да прави своји ставови и да ги кажува јавно и да мисли дека е во право. Обидете се такво слободно размислување, како што се јава во 19-20 век во Европа, да го префрлите на Блискиот Исток, во муслиманска земја, или во хинду, дури некои традиции. Ај па да видиме дали ќе помине. Не се, тоа е дел, пак ќе речам, од развивањето на сведогледот. И во тој дел, дојдовме во 15 век, таму имаме реформација, се сеќавате претходно, ама реформацијата не одеше од идолопоклонство на Баал во христијанство, туку од лажно христијанство во вистинско христијанство. Така да тука немаше голема разлика, пак да кажеме. 20 и 21 век стандардите и верувањата христијански на една станаа ирелевантни, во известна смисла, на некој начин, и плюс се појавија проблемите, пак ќе речем, на демократијата, која сметаше дека секој има право на индивидуалност, тоа е екстремот, каде што никој не смее да му се меша во таа индивидуалност. Тоа е времето во кое денеска живееме. Јас сум поинаков и сите треба мене да ми се прилагодите. А никој не зборува кај се границите на тоа прилагодување, ти кога почнуваш мене да ме газиш по носе. Тоа е друго. Ама дојде време, или треба барем во денешно време, да размислуваме за нашите размислувања.
Секој кој учел малку психологија, секој кој учел малку нешто такво за човечкиот ментален, емотивен развој, ќе свати дека во еден момент децата веруваат се што ќе им кажете. Потоа доаѓа време кога децата поставуваат прашање зошто. Така ли? И ќе почнат самите да размислуваат. Доаѓа време, нарочито во тинеџерските години, кога тинеџерот, кога тој дали ќе е помлад или постар, зависи од возраста негова ментална или интелектуална, не е ни важно, ама ќе почне да се прашува дали ова ја што го верувам или ова ја што го мислам е вистина. Кога ќе почне да размислува за своите мисли, како што го нарекуваат тоа. И во тој момент се јавува оно што го нарекуваме критичко размислување. Тоа критичко размислување треба да го натера човекот да дојде до своји ставови, уверувања, кои ќе може најпосле на крајот на краиштата да ги брани. Зошто така правиш? Така. Не може да биде така. Треба да има пореален, поинтелигентен, попаметен одговор. Сега, ова е една од причините, во заграда само патам ќе кажам, уште ми е тинеџерскиот кам свеж, што во црквите имаме дупка помеѓу деца и млади. Ги снемуваат тинеџерите. Зошто? Откако ќе почнат критички да размислуваат и да поставуваат прашање, ние треба да им дозволиме да го прават тоа. Да им дозволиме да се сомневаат во тоа што сме им го кажале, за самите да дојдат потоа до уверување. Ќе им кажеме, ево ти ги аргументите, размисли сам. Кога ќе притиснете како дете вака верува и никако поинаку, ќе си замине од црквата. Тоа е реалноста и вистината во која ние секој ден живееме. Кој решил дека така ќе верувам јас? Ама се вратиме пак на текстот, извинете, затоа што во стихот 20 ни вели тука дека човекот почва да се храни со пепел, со лаги. И еве како функционира идолопоклонството. Прво мислиш дека е убаво, тоа пак го зборувавме со Илија, да си го носиш Богот со тебе, да си го гледаш Богот пред тебе, да можеш да му служиш видливо со него, ама одеднаш сваќаш дека полза немаш. Повратно е ќар немаш. Колку да ти викаат помага, врши работа, завршува работа, сите многу добро знаат дека кога му се молиш на нешто мртво, оно не може да ти помогне. Нормален, паметен, умен човек не може. Да ми се најде, да, суеверие, да, ама да каже јас верувам длабоко, сум уверен дека ова кип што го носам тука помага, не верувам. Не верувам. Барем јас. Со други зборови живеат самите во лага. Има тука една страшна опасност за која Исаја зборува. Не е поентата само да не бидеш идолопоклоник. Туку уште поважно, не дозволувај идолопоклонството да влезе во твоето размислување, во твоето евангелие, во твоето обожување. Што сакам да кажам со тоа да го сменам? Израел имаше такво едно искушение. Кога излегува од ветената, кога излегува од Египет, кога влегува во пустињата, првото што сака, се сеќавате што беше направени идол, направени кип кој може да го гледаме како другите народи, за да може да му служиме. Они не рекоа ние се откажуваме од Господ Бог. Они не рекоа ние не го сакаме Господа. Они не рекоа денес ќе бидеме безбожници. Не, вика ние сакаме да останеме верни на Јахве, ама да имаме нешто да гледаме. И тоа е реалноста до ден денеска. Ние го сакаме Бог. Викаме, апостол Павле вика, вашиот Господ нека исполни секоја ваша потреба. Ние викаме, супер, чека да го прашам другаров има ли работа за мене. Зошто? Затоа што ако јас не се завршам, кој си помага себе си, него и Господ му помага. Нема таков стих во Библијата. Јас не велам повторно. Јас сум првиот што кога имам проблем кажувам на сите. Далеко од тоа. Ама не ми е увереноста каде ми е? Во тие околу мене или Господи си ми дал луѓе околу мене, сакам да ги прашам да барам помош. Каде е? Тогаш ќе знаеме каде одиме. Од златното теле натака искушението на Израел беше на најден начин да го вклучи идолопоклонството во својот светоглед, во своето обожување, ама да не изгледа дека обожуваат идоли. Иначе ќе кажа, пошто сте различни од другите. Кои се нашите денешни идоли што ги правиме со собствените раце? Кои се тие идоли мене и тебе што не хранат со пепел секој ден или со прашина? И како стигнавме до таму? Ајде да ве вратам само малку назад во Исаја. Само ајде да го повторам ово еднаш. Немој да си идолопоклоник, туку уште поважно не дозволувај идолопоклонството да влезе во твоето размислување, во твоето евангелие, во твоето обожување. Како влегува во обожување? Ако на ваков начин го водам славењето, тоа и тоа ќе се случи. Ќе се на стил, на процес, на принцип, на систем, на идеја. Таа идеја ми е мене таа што ќе донесе резултат. Не. Господ ќе даде резултатот. Не идејата, не нешто друго. Исаја 44:6 до 9. Вака вели Господ царот на Израел и неговиот избавител. Ова е малку пред овој текст што го читав. Господ Саваот, јас сум првиот, јас сум и последниот, освен мене нема Бог.
Зашто кој е како мене? Нека раскаже тој, да разгласи се поред и да ми представи се од она време кога го устроив или кога ги создадов луѓето, вели тука, нека го разгласат она што настапува и она што ќе биде. Не бојте се и наплашете се, нели одамна ти соопштев и предскажав? И вие сте мои сведоци. Има ли Бог освен мене? Не. Друга карпа нема. Јас не познавам. Господ вика, доста со тие идолите. Заборави ги, тргни ги. Бидејќи секој кој има ум и разум, размислува за 4 основни прашања со кои се одговара на прашањето, кои може да ги видиме, кои се причината, што треба да се случи кај човекот, за да се доведе себе си нова точка, која е безумност. Да почне собственото да го обожува. Тие се едни 4 основни екзистенцијални прашања. Ги користиме секој пати за евангелизација, ги користиме секој пати кога ќе сакаме да зборуваме за вистинитоста на христијанството, сакам само да ви ги повторам. Првото прашање е зошто воопшто нешто постои. Она прашање за смислата на постоењето. Зошто сум јас тука? Зошто сум јас тука на земјата? Која е целта на моето постоење? Вториот проблем е што не е во ред. Ова е прашањето на реалноста. И најголемиот атеист, најголемиот безбожник и најголемиот некој што е надуван, што мисли дека се е супер околу него, знае дека нешто не е окей. Знае дека нешто не е баш како што треба. Што тргна наопаку? И секој светоглед сака да даде одговор на ова прашање вака или онака. Третото е, ако веќе знам дека има белја, да има проблем, има ли надеж за нешто поарно? Има ли шанса нешто поарно да тргне? Да ги поправиме ние работи. Тоа е на кон што се стремиме. Што сакам да постигнам? За да поправам тоа што било претходно. И последното е како ќе заврши приказната. Нели, ова може на 20 различни начини да ги поставиме овие 4 прашања, ама основата е како ќе заврши цела оваа приказна, каков е крајот на светот. И секој со кој ќе се сретнеш, реално се мачи со овие прашања. Секој, вака или онака. Зошто учиш факултет? Зошто работиш? Зошто си купил ова или она? Си имал некоја цел. Која е таа цел? Како? Што? Имате 3 можности за крајот. Односно, ултимативно, во крајна сметка, што може да се случува? Едната е, ако почетокот е случајност, нели, што викаме, се случи, тогаш се што се случува е безсмислено. Ама јас сум попаметен од тебе. Не можеш да бидеш попаметен бидејќи случајно мислиш дека си попаметен. Тоа веќе немаш основа. Ама јас сум побогат. Во кој термини побогат? Ти мислиш така, ја мислам поинаку. Ама јас имам. Имаш, немаш? Исто ми се фаќа на крајот на кришата. И ултимативно, што викаат, вселената ќе заврши во црна дупка. Почнало од ништо, завршило во ништо, зашто воопшто се мача? Класичен проблем на безбожни. Рипни, утепај се што викаат, не се мачи. Не велам да се случи тоа, ама сакам да кажам, ако нема причина зошто постоиш, што се мачиш? Ама има причина, тоа е второто. Второто нешто е, ако почнеш со дрво на почетокот, со идол на средината, ќе завршиш со пепел за храна. Со други зборови, започнуваме со, има нешто, дрво, фигуративно во Исаја, ние може да го кажеме како сакам. Ако почнеш со бизнис, ако почнеш со брак, ако почнеш со пријател, со дечко, со девојка, со било што, ако тоа ти е основата, во средината некаде ќе завршиш со идол и на крајот ќе завршиш јадејќи прав, ќе рече сето тоа ништо нема фајда. Имаме и друга алтернатива, реално гледано. Она дрво од кое касна Адам и Ева да биде на почетокот, кое донесе грев, дрвото во средината на кое Господ Исус Христос умре, за кое зборуваме, и дрвото на животот кое Христос вика ќе не начека на времето таму каде што одиме еден ден. Сега користам дрво цело време, иначе можеше било што да користиме. Ама тоа се реалностите. И од тој светоглед, потоа се што правиме ќе излезе од тука. Во која смисла? Како ќе се однесувам кон мојот идол? Па прво ќе идам свесен према него, нема да му дозволам да ме одвлече таму, да ме лаже, да живеам во лага, во страв и сите тие ствари. Луѓето знаат околу нас дека нешто не е во ред. Ама луѓето околу нас многу често сакаат да кажат друг ми е крив. Денеска луѓето се свесни дека нешто не е во ред, ама немате ни еден што ќе каже, дури она вок и филозофија сега што има, да каже во мене е проблемот. Пред некоја недела вртев по интернет, знаете, имав малку време и вртев по некој си таму интервју и го начекав Джордан Питерсон. Некој од вас знаете што го слушате. Е многу интересен филозоф, е многу интересен човек кој многу го мразат овие што се од десницава. И имаше дебатата и дискусијата беше таму што не е во ред со светот, имаме проблеми, екологија,
лошо, светот неќе да се поправи, нели сите тие маки се го прашува него една жена млада, 30 на години беше таму една девојка. Го прашува, вика, како да го решиме тој најголем горлив проблем на светот, сите тие маки проблеми, не знам, наброи женава еден куп ствари. И неговиот одговор беше: почни со тоа што ќе се исчисти собата дома. Требаше да ја видите реакцијата на жената. Ама не, што тоа ќе помогне? Вика, почни од себе. Ние нема се бориме од идолопоклонството во светот со тоа што ќе им кажеме овој идол не е добар да ви дадеме друг. Не ќе се бориме со ќе почнеме од себе. Кога ќе видат дека јас не имам идол, кога нема кажат ти му служиш нова повеќе од толку на оној Бог што викаш дека му служиш, тогаш ќе ни се чуе изборот. Тогаш ќе може и да не разберат, и да не слушат, и да го видат. Во социализмот требаше револуција да се случи за да ни тргне нарно. Во источните религии имате циклус, реинкарнација од која не може да излезете. Ултимативно, теоретски можете, ама бесконечен круг. Западот пак се разбира линеарно. Ние разбираме се линеарно, цела историја, почеток, средина, крај треба да има. Така одиме. Ама како ќе почнеш, така ќе завршиш. Почни со Бог, ќе завршиш со Бог. Почни со случајност, ќе завршиш во црна дупка. Тоа е реалноста и вистината. Ужасот на Исаја 44. Исто тоа ќе завршам. Беше од и луѓето мислеа дека може да го имаат и Бог и идолот во исто време. Страшниот дел на овој текст е дека тоа е искушението денеска за мене и за тебе во светот секој ден. Секој ден се соочуваме со истото. Може да сме верници, а сепак да имаме идол или идоли. Нашите зборови, нашите уверувања, се она што ќе кажеме или направиме, мора да се согласува едно со друго и треба да се во послушност кон Бог и во Христос. Или сме верни на Исус, или кој ќе дојде да не суди, да не најде и каже што си се хранил со пепел цел живот кога си имал што друго да јадеш. Или да искориста метафората со загубениот син, доста се храниш со храна за свињите, дојди на трпезата на таткото. Тоа е единствениот и најбавиот начин. И сакам да завршам со 44:8. Повторно стих. Има ли друг Бог освен мене? И Бог вика не. Друга карпа нема. И ќе дојдеме да се фатиме, ова ќе ме спаси, ова ќе ми помогне, заради ова ќе преживеам или ќе се прегурам, да се вратиме нова. Има друга карпа? Има друг? Нема. Јас сум вика Бог. Амин.